Ако некогаш сте се запрашале како да навлезете во инфлуенсерскиот живот и што се истиот ќе ви донесе во вашите животи, како во реалниот, така и во животот на социјалните мрежи, денес ја имаме навистина специјалната личност и професионална млада, надежна личност во оваа сфера, тоа е Божидар Николовски од Битола. Здраво, Божидар. Здраво, Сара. Прво да ти се доблагодарам за поканата. Навистина ми е драго што во Битола имаме ваков еден формат кој што ги поддржува младите амбициозни луѓе кои што работат и се трудат исто како и ти, така да навистина ми е пријатно и во твое друштво, а бога ми тука во студиото. И мене ми е пријатно што си ти денес мој гост. Ние се знаеме и лично и од претходно, па навистина ми е мило што си изградила една ваква инфлуенсерска кариера. Од кога се занимаваш со инфлуенсерство и од кога стана, да речем, актуелна и попозната личност на социјалните мрежи? Така. Па искрено Инстаграм ми дојде сосема некако спонтано, воопшто никогаш не ни планирав да се занимавам со Инстаграм, нити со блогерство. За инфлуенсер малце е голем збор, не знам во Македонија колку би можеле да се пофалат луѓето дека се инфлуенсери, има 5-6 кои што се бројат на рака. Јас за себе сакам да кажам дека сум блогер и сосема спонтано ми се наметна, почнав пред некои 3-4 години да се сликам сосема спонтано за Инстаграм и тоа некако како растеше бројката на Инстаграм, почна да се јавуваат соработки така натаму, па ете сум сега до тука. Колку се отворени за соработка брендовите во Македонија? Ете, ние како град Битола колку сме отворени за соработка со социјалните мрежи, со блогери или инфлуенсери кои што навистина можат да придонесат во растот на еден бренд? Па тоа е малце тешко прашање, искрено, поготово во Битола чинам дека најмногу сме затворени, некако не сакаме да ги прифатиме овие промени кои што не задесија сите нас. Посебно после короната чинам дека луѓето повеќе преферираат онлайн пазарување отколку во живо, така да потребни сме повеќе од било кога. За жал сме малку позатворени, гледам например да направам една споредба со некоја најблиска држава, тоа е Србија, колку е огромен пазар, развиен така натаму и сите ги поддржуваат инфлуенсерите за разлика од кај нас. Некако сме поттурнати, не во буквална смисла, но меѓутоа навистина кога нема другочари тогаш се повикуваат, а не онака да се стават во погорните бројки кога станува збор за развој на бизнис, иако сметам дека инфлуенсерите се одличен начин за пробивање на еден нов млад свеж бизнис. Освен со инфлуенсерство, со што друго се занимаваш? Така, покрај инфлуенсерството јас сум дипломиран и специјализиран бизнис менаџер, а покрај тоа имам свој бизнис за накити и аксесуари, така да работам со тоа. Како се одвива бизнисот? Мислам, како го започна истиот, колку ти беше лесно или тешко да го прошириш и како моментално, во каква состојба е моментално истиот бизнис на пазарот, на македонскиот пазар? Како и се во мојот живот горе-долу и тоа дојде сосема спонтано. Јас навистина од најмала возраст имав љубов кон накитот и често пати знави да си купувам и да носам и така натаму и сосема спонтано ми се наметна. А Инстаграмот многу ми поможи кога станува збор за мојот бизнис, за развојот и така натаму. Стана препознатлив токму благодарение на мојот Инстаграм профил и ми беше навистина многу полесно да го проширам отколку на пример кога некој анонимус, ајде така да кажам, ќе отвори свој бизнис, така да сум навистина многу задоволен. Сега работам само како онлайн продавница и сум задоволен. Дали треба да имаш регистриран бизнис? Мислам да постои, да биде се законски регистриран, за да можеш само онлайн да продаваш. Значи не збораме за продавница на широк согак, туку збораме за онлайн продажба. Дали е потребно да имаш регистриран бизнис кога се работи за ваква продажба? Па тоа е избор, искрено. Ако сакаш да имаш своја фирма, доколку сакаш на пример да се прошируваш понатаму, пожелно е да имаш своја фирма регистрирана, доколку работиш само онлайн, потоа не знам колку е тоа законски, но можеш да работиш и што популарно што би се рекло на црно, така да може би немаме некој закон за онлайн продажбата сега за сега колку што сум запознат. Да, тоа ме интересираше. Кои техники треба да ги користат младите кои што се желни да пораснат на социјалните мрежи за растењето на бројот на следбеници? Уште едно тешко прашање. Па искрено нема техники. Најважно е да си свој, уникатен. Сега тоа е исто така многу тешко бидејќи Инстаграмот стана една многу заситена платформа во која што секој втор сака да биде инфлуенсер и нормално е кога растиш да сакаш да се угледаш на некоја, па тоа угледување може да прерасне во копирање, тоа е многу лошо. Тргнувам од сопствен пример кога бев на почеток, на пример на Инстаграм, често знаев да видам некој познат блогер, инфлуенсер, па да речам како бе ваква слика не можам јас да направам, па и да ги скопирам. Тоа не е добро, треба да си свој, треба да си уникатен, посебен, да го работиш она што го сакаш, да го работиш со љубов и многу верба во себе, бидејќи Инстаграм не се гради така лесно и не преку ноќ. Јас сум тука веќе 3 години и сум само околу 10.500 следбеници, така да
само многу верба во себе. Со оглед на тоа што постојат навистина професии кои што можат, пример, некоја личност со одредена професија може да биде представник на одреден бренд. Инфлуенсерите се сметат се уште за луѓе кои што немаат некакво образование со ретки исклучоци, нели ти си завршил факултет па си се насочил на инфлуенсерство. Значи не сакам тука да навреѓам, прашањето ми е кои се техники, стратегии, познавања треба да ги користи еден инфлуенсер, значи за да се надоградува поради тоа што верувам дека и инфлуенсерството бара надоградување и секако познавање на одредени програми, работи, монтирање на видеа, едитирање, значи сето тоа влегува тука. Апсолутно, поготово во денешно време кога е пазар толку многу заситен, мораш да се издвоиш по нешто. Треба да се има големо познавање од дигитален маркетинг, тоа е навистина многу битно. Сметам дека секој кој што сака да работи со Инстаграм мора да го има тој сенс за публиката, како реагира, како би реагирала на некој одреден производ, дали тоа ќе биде прифатено позитивно или негативно, така да сенсот е навистина многу битен. Треба да си има своја харизма, некој шарм кој што си го носиш со себе како би можел да станеш препознатлив на социјалните медиуми, но дефинитивно Инстаграмот бара надоградување секојдневно и тоа макотрпно надоградување. Не може да речеш сега како совладав ова и сега сум слободен наредни 10 години, не бидејќи пазарот многу брзо се развива. Точно. Дали си користел исто така, не сакам да навредувам, но се случува, значи на секој може да му се случи, да се искористи без претходна намера, пропаганда или манипулација, кога е во прашање рекламирање на одреден производ, одредено место кое што си го посетил, може би го рекламираш, а не си го посетил. Значи, малку да ми објасниш околу тоа. Па да ти бидам искрен, имав таа среќа да мојот Инстаграм профил не вивна одеднаш, туку го градев навистина макотрпно едни 3 години и во тој пат имав период кога имав една соработка која што е константна, имав соработка која што трае само месец дена и секогаш имав барање од своите клиенти да го испробам пред да го представам производот. Сметам дека искреноста е многу битна. Нормално дека кога си на почеток сакаш се повеќе соработки со цел побрзо да пораснеш, но сметам дека тоа не е добро за понатаму во твојата кариера, така да би советувал доколку сакаш да се занимаваш со Инстаграм, нека не те водат бројките, туку нека те води твоето чувство. Дали некогаш си кажал дека, например, си испробал да речеме еден производ и навистина делувал тој производ лошо врз тебе? Дали некогаш се случило да си кажал јавно на Инстаграм, луѓе, не го купувајте овој производ, навистина, јас имам лошо искуство со него? Така, па мојот Инстаграм профил е заснован на мода, најповеќе, така да немам за што да се жалам, или некој парче ми се допаѓа или не ми се допаѓа, тука нема лажење, тоа што ми се допаѓа го носам и го сликам, тоа што не ми се допаѓа не го сликам и така натаму. Тоа е повеќе сфера на оние кои што се занимаваат со мејкап и некоја бјути рутина, така да до сега сум немал такво искуство. Знам дека претходно сум рекламирал и електронски цигари, но навистина јас ги користам и сум навистина задоволен, така да можам да кажам дека тоа не ми се случи. Дали во иднина, доколку најдиш на ваква ситуација, јавно би си го кажал твоето мислење, иако е лоша критика за одреден производ? Апсолутно. Како што кажав, не прифаќам соработки пред да ги испробам производите, така да ќе имам некој тест период, например, од месец дена, па доколку не ми се допаѓа, слободно можам да му кажам на клиентот, јас не ќе да го рекламирам овој производ и тука соработката се завршува бидејќи се плаќа од како ќе заврши, нели таа фаза на маркетинг. Точно. Но дали си спремен тоа да го кажеш и на јавноста? Да, сметам дека за овие 3 години изградив една добра заедница на Инстаграм која што меѓусебно се поддржуваме и се разбираме на крајот од денот, така да не би имал проблем тоа да го кажам. Баш ова ми се допаѓа ваквиот начин на размислување, зашто нели некогаш треба да се доведат на виделина и лошите работи, значи и позитивните и негативните да ги коментираме јавно, особено на социјалните мрежи. Сакам да те замолам да ни кажеш некое мото по кое што ти се водиш во животот и што е она што им го препорачал од срце и наискрено на идните инфлуенсери или на оние кои што веќе го одат тој макотрпен пат. Па тука не би да должам премногу, иако може да се деси, ви кажал само многу верба во себе. Бидејќи патот додека да изградиш било што, тоа не мора да е Инстаграм, патот на градење на некој бренд или на свое лично градење бара многу труд, бара многу време, многу посветеност и често пати кога нешто не го сакаш вистински се случува да се откажеш на патот до исполнување на твојата цел, но кога вистински го сакаш, кога си свесен што сакаш да постигнеш и која е твоја крајна цел, нема откажување, така да многу верба во себе и само напред.
Благодарам уште нешто што би им посакал на брендовите и на сите оние кои што се уште не се одлучиле да го прифатат и поддржат инфлуенсерството, кое што во светот замина многу далеко. Точно се согласувам, па искрено ништо не би посакал. Нека течи времето, сигурен сум дека ќе станат свесни и дека тие попрво нас ќе не побарат отколку ние нив. Точно, јас ти благодарам многу за твоето гостување во подкастот Младите се иднината. Се надевам дека ќе имаме и некои идни соработки со тебе, а ти посакувам и многу успех на нашата. Ти благодарам уште еднаш за поканата и за ова прекрасно интервју.